разлика на она што значи бујна вегетација во делот на оризопроизводството. Овдека одамна веќе е посејана оризовата арпа, гледаме дека веќе е исцедена површината, за да може да се третира и со соодветни пестициди. Имаат проблеми самите земјоделци околу набавката на овие репроматеријали, но се надеваат дека сепак со оваа бујност, со оваа вегетација и поволните временски услови ќе има и добар род на оризовата арпа, а и уште подобра цена за разлика од минативе години, особено од ланската откупна цена. Вода имаше, а вода ќе има не само за оризопроизводството, туку и за останатите култури во овчеполието. Ние видовме на самото место, каналите се полни, иако има повторно проблем во однос на тоа дали се исчистени доволно каналите, дали се санирани штетите кои што кај овие канали, кај каналската мрежа и овој систем прегалница постои од минатиот век и треба сериозно да се размислува на стратегија да немаме само стихино решавање на проблемите, туку долгорочно решение за обезбедување на доволно вода за наводнување, не само во овие два споменати региони, туку низ цела Македонија. На самиот старт во денешнава емисија остапуваме простор за водоснабдувањето, за наводнување во Кочанскиот и Овчеполскиот регион. Да видиме што се случува, колку се задоволни земјоделците и дали може навистина да се опстои во производството и за ориз, но и за останатите култури. Останете со нас. Во земјоделството за значењето на водата за наводнување не е потребно многу да се говори. Изминативе години имаше многу проблеми. Уништена вегетација, немање род и голема загуба за земјоделците, но и за државата. Разочарани, производителите се одлучија да инвестираат во бушотини, за да можат постојано да имаат вода за наводнување. Моментално каналот сега има вода, напред годините само по 2 пати, 3 пати дојдеш. Едно 5-6 години. Немаше вода. Немаше. Најголемите проблеми беа што имаме изгубено довербата од вода. Минатите години денеска има уложиме средства, значи цевки, пумпи ставиме, утре нема. Трошок и маката го тргнеме, утре вода нема. Од тоа сите овај дел нашиот што гледат овие лозиња, сите избушија се бушотини вода, значи изгуби се довербата. Тука нема људка. Сите имат бушотини, сега џабе тече каналот. Меѓутоа нека тече, има и други луѓе што сакаат да искористат нешто. Ама ние кога уложивме во бушотини, сега не ми треба. Многу пари се потрошени, изгубија, но велат сигурни се дека ќе имаат вода. 8.000 евра бушотина на 75 метра. Па сега ќе стане речуница, ама кога го нема у канало, кој е знал дека ќе има? Ако го имаше редовно, немаше да фрламе пари. Да сме знали, нема да зложим. Ја имам 4 бушотини, по 8, 32.000 евра сам дал се за бушотини. Јас сам го изградил канало од тука до Каратманово. Со таа инвестиција моја. И на крај немаме ништо. И одлучиме се, еве ако сакате, може да проверите секаде, на секој место, се ние капка по капка средено, значи од институциите сме откажали све. Ама ние немаме систем, кај нас е проведен канал. И како вадевте порано вода? Со мотори. Со мотори? Да, и бензин, мотори, и тоа. Возово имат систем, Каратманово нешто има, Дорфолија тие имат на тама, а ние немаме никаков систем. Директно со мотор од канало. Још Југославија ги правеше покојна. Да се направи канало, да се очисти, да се дотера, да се направи систем, нека има. Народот ќе го користеше и ден денеска. Нека видат дека е се платено. Не може субвенции да се земат. Ако не платиш, нема субвенции. Па негде 18 декара. И доле имам едно под наем, околу 3 хектара. Вране се сето. И колку пати се наводнувате? А сега зависи, сигурно ќе го вадам 4-5 пати додека да почне бербата. Најголемиот проблем е и откупна страна. Има ли сметка 2 кила гројзе за една кисела вода? 2 кила гројзе една кисела вода, другари. Една вреќа жито е за 1 кило нафта. Кило нафта е 70 денари, една вреќа жито е
60 денари. Тука имаше визба, млин, мотел, управа, све запусте. За гроздето си имаме субвенции ако е предадено визба, ако не, нема. Тоа да сме јасни. А ние извадиме по 200 тона грозде, мора да го продајме некаде. И да реше по 5 денара мора да го дајме. И затоа сега ми иде да го ископаштим целото, да нема више. Нарушената доверба треба да се врати. Подружницата на АД Водостопанство во Свети Никола имаат направено план за наводнување. Се наоѓаме при крајот на каналот, главниот магистрален канал за наводнување во Овчеполието. Низводно околу 3 км е последната точка кај што испорачуваме вода, село Каратманово. Вода у каналот сега имаме доволно за наводнување. Користам прилика да ги поканам водокорисниците од овој терен да ги пријават своите површини за наводнување. Планот за наводнување е веќе изготвен. Планираме да испорачуваме вода 8 дена со паузи од 4 дена. Така да еден апел до водокорисниците да се организираат со своите потреби за наводнување. Вода имаме доволно. Се надевам дека има наредниот период ќе имаме доволно испорака на количини на вода што ни се потребни од Кочанскиот регион навака. И мислам дека ќе нема никакви проблеми за наводнување. За жал, изоставени се едногодишните култури кои требаше да бидат посеани. Површините што се наводнуваат се горе-доле тие. Па година, пошто знаете хидроложката состојба беше многу неповолна и имало некој апел до водокорисниците да не засејуваат едногодишни култури, затоа што беше акумулацијата со многу мала количина, мислам околу 60 на милиони кога се изготвуваат оние наводнителните планови. Мислам дека малци имаме намалени површини на пченка, сончоглед, додека лозовите насади, луцерката и останати повеќе годишни култури, тие се тие. И некаде се околу 4000 хектари. 15 години работев, па направив една пауза, не бев малце тука присутен, бев малце на привремена работа во Германија, ама еве се вратив тука, ме повикаа колегите. Така да ги познавам работите и се надевам дека ќе имаме успешна наводнителна сезона. Се знам и со корисниците, и со поголемите, и со индивидуалците, така да мислам дека ќе имаме успешна сезона за наводнување. Цените за обезбедување на вода за наводнување или за така наречениот воден надомест со години се непроменети. Цените се тие веќе уште јако бев тука, значи цените се стварно ниски. И не верувам дека земјоделците ќе не наоѓаат никад. Не сум слушнал некој да се жали дека е скапо. Значи 500 денари по декар наводнување лозов насад е мислам смешна цена, не знам како да ви кажам. Не знам, тоа со директорот од водостопанство од Скопје, валјда ќе разговараме на таа тема, меѓутоа сега за сега цените се тие. Овој хидросистем е од 60-тите години од минатиот век проектиран, доста е руиниран, слабо е одржуван. Ние се обидуваме колку што можеме со таа механизација. Имаме механизација, не дека не имаме. Меѓутоа се соочуваме со проблем со оператори. Водари, што ги викаме ние по теренот. Нема заинтересираност кај луѓето за да се пријават да работат овдека. Имаме ние луѓе, меѓутоа ни фалат уште луѓе. И оваа прилика пак ги повикуваме да се пријават кои сакат, ќе ги ангажираме на подрачјето на действување на нашата подружница. Мора да истакнам дека ветувањата кои беа дадени од моја страна и од страна на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во општинската зграда на Чешиново Блешево се во цело се реализирани. Наводнителната сезона во Кочанско е отпочната, засејани се сите површини каде што е пројавено интерес, станува збор за 3400-3600 хектари оризови полиња во делот на Кочанскиот дел и за 600 хектари оризови полиња во Светиниколскиот дел. Сакам да искакам дека вработените во подрачната единица во АД Водостопанство си ја завршија својата работа. До 25 пети беше завршена успешно сеидбата на оризовите полиња, земјоделците добија вода како што ветивме и сите оние сомнежи во делот на дистрибуција на капацитетноста и дистрибуција на вода од страна на водостопанство кон земјоделците
се потврдени во позитивна смисла. Првиот чекор е направен од наша страна. Повикувам земјоделците да ја чуваат водата, да немаме непотребни испуштања на водата. Сите обиди за див, за нелегален упат во инфраструктура, водостопанство ќе бидат казнети. Од наша страна се поставена е опрема за документирање на можни оштетувања на клучните точки од системот и тоа во иднина ќе биде казниво. Значи мора да ја вратиме контролата над целиот хидросистем во Кочани и во Свети Николе, но и во другите региони во државата. Со задоволство, значи, истакнувам дека Кочанскиот регион целосно секој земјоделец што изјавил потреба за користење на вода од хидросистемот Брегалница добил вода за наводнување. Во Кочанско прекрасно е да се види оваа слика на потопените оризови полиња што изгледаат како едно големо езеро. Оптимизмот кај земјоделците се враќа, но за задоволството од приносите и од купните цени мора да се почека. Свидбата завршена, луѓето си посеаа на време, беше се спремано, стојаа си на зборови од властите, пуштија се води, има вода доволно. Гледам оваа година има за житата се прекрасни. Само дај Боже да има цена. Дај Боже да има цена и за оризо. Оти кај нас во Кочанскиот крај знаеме каква е ситуацијата, ама да не се само плачеме. Добар народ, добра почва, добар берекет има, до сега оризо е фул состојба, на топлото расте како лут. Чисти се оризите, супер е. Житото е квалитетно, екстра е. Мислам дека приноси како оваа година што имаме, наредните години не сме имале, само да има цена. Најмалку 25 денара пшеницата и јачменот да биде. Житните култури. А оризо испод 40-50 да не биде надоле. Сега ние 100 денара го платиме оризо со години више. Зашо да биде 25 денара арпата? 2 јајца 1 кило арпа. Тоа е срамота играта за народот, за земјоделец. Да направиме горд достоинствен земјоделец, да појде напред на убаво. Има земја, има почва, има клима, се е идеално. Само треба решителност да се сукаме ракавите, земјоделците гледам се сукали си ракавите, посеја си пипери се. Сега малку има проблеми така околу водата, оти се касно посеја, скокотливи се тука со праскањето, иначе во оризо се носи. Малку има тука некои неправилности за тие 3 и 6 денара, 3 и 6 денара, ја ги зема по 3 денара, тога и порано го беше предел оризо. Требаше и да тие да се дае по 6, ама не се дадо. Како шо, зашо? Гледам дека на секој состано се пита, некои може поубаво знаат. И наубаво у некој допис да се извести јавноста, да луѓето сакат да се заинтересирани зашо така биде. За по хектар ги земамаше одамна. И за нафта беме земали. За стоковите резерви тоа не радуваше, ако почне да се откупува, тоа ќе биде феноменална работа. Многу убава работа. Жетвата да завршиме и ориз да се одгледаме, да имаме право роба што да продадеме, ако немаме што ќе продаваме. За да се реализира успешно сезоната не е само да се обезбеди доволно вода, туку потребни се машини, стручен кадар и луѓе на терен или водари, како што ги нарекуваат земјоделците. Тие треба правилно да ја распределуваат водата, а таа е потребна во континуитет. Од АД водостопанство апелираат до земјоделците да ги чуваат системите, но и да остават вода за сите. Првата ова година ќе се обидеме и мора да успееме да тековно функционираме. Калиманци, количината на вода не е доволна. Минатата година сме имали 1/3 повеќе вода во овој период од годината. Имало 116 милиона метри кубни, сега имаме 78 милиони метри кубни. Значи 1/3 ни недостасува за да успееме од почнатава сезона да ја завршиме до крај успешно и да имаме успешна жетва, не само почеток на сезона за наводнување, ќе мора ова расположива количина на вода насочено да ја користиме само таму кај што е потребно. Значи никакво истекување на водата од овој систем. Системите се карактеризираат со огромни загуби на вода, тоа е констатирано и во еден ревизиски извештај. Исто така во Овчеполието, крајна точка е Каратманово, односно Лозово, општина Лозово, Милино и Каратманово. Каналот е полн со вода, таму сега исто се наводнуваат лозовите насади со вода. Сите оние земјоделци кои пројавуваат интерес ќе наводнуваат. Сигурно дека ќе имаме периоди каде што ќе имаме огромни високи температури, затоа апелирам да се почитуваат временските интервали кога треба да се испушта вода од хидросистемот и никако никој земјоделец да не си сам дозволи да врши упат во водоснабдителниот систем. Тоа е многу важно затоа што
на сметка за неколку земјоделци кои би се осмелиле да направат самоволие, ќе страдаат цели региони од овчеполието или од Кочанско. Тоа како одговорно лице во АД водостопанство кажувам дека нема повеќе да биде толерирано и самите земјоделци однапред дека нека знаат дека секој таков упат согласно закон за водостопанство ќе биде поднесени соодветни кривични пријави нормално со претходно уредно обезбедени докази за сторување на таквиот упат во системот. Во целата земја проектирани се над 300.000 хектари кои што може да се наводнуваат, а реално фатени се нешто над 23.000 хектари. Причините за оваа состојба се таложеле 3 децении. АД водостопанство е едно од 5 покомплицирани предпријатија во државата. Тоа е затоа што нашата дејност се карактеризира, ние сме присутни на огромна површина, наша водостопанската инфраструктура се простира на секаде на огромни површини низ хидросистемот и станува збор за 105.000 хектари површина кои имаат можност да добијат вода во целата држава од системите кои ги стопанисува АД водостопанство. Состојба во самата подрачна единица овде во Кочанско беше таква да немаше ниту еден машинист за чистење на каналите, а сите багери беа зарибани и надвор од функционална состојба. Направивме што направивме, ги саниравме багерите, донесовме машинисти од други подрачни единици, во тек е оглас за вработување на машинисти. Го направивме потребното екипирање за наредната сезона, ќе се доекипираме во поглед на сите потребни кадри што се потребни, ќе ги донесеме тука водостопанство за да по завршување на ова наводнителна сезона повторно се спремиме за идната сезона, тоа е 26-27 година и го стабилизираме во работењето во делот на дотур на вода до земјоделците. Мора да кажам дека проблемите беа огромни, демотивирачки беа демотивирани вработените со нејасно дефинирани планови за постапување и управување со хидросистемите, не чека огромна работа на многу полиња. Покрај тоа што тековно мора да дистрибуираме вода, во постапка се на подобрување на законските регулативи, законот за водостопанство, законот за води, примање на нови кадри кои се потребни во самите подрачни единици во водостопанските предпријатија, но и ослободување од оние кои не се потребни работни места. Има злоупотреба во делот на добиените согласности, одредени луѓе се примани како водари, а сега се направени административни работници. Тоа нешто мора да го поправиме. Секој оној кој ќе сака да работи таму кај што е првично предвиден и добиена согласност од страна Министерство за финансии, ќе мора да се врати и таму да ги извршува своите работни задачи. Тоа е се со цел за да се екипираме, за да се организираме, јасно да ги утврдиме плановите за действување и како АД водостопанство излеземе од она група на 5 најкомплицирани предпријатија, како од финансиски аспект, така и од во делот на вршење на дејноста, а тоа е услуга на вода кон земјоделците, кон индустријата и кон неколку комунални предпријатија. Секундарните системи за наводнување бараат некои нови технички решенија, ќе бидат изанализирани секој хидросистем посебно и ќе се направи еден мастер документ, мастер план за 10-годишно инвестирање во делот на водостопанска инфраструктура и точно ќе знаеме во кој регион, која инфраструктура ќе биде предмет на санација, ревитализација или пак ќе станува збори доградба на самиот систем. Мора да потенцирам дека Мантово имаме многу висок капацитет на водостој во акумулацијата, исполненост од 11% на акумулацијата. 1/3 вода ни фали во Калиманци, Липково и Глажња исто имаме недостаток од 30% од исполнетост на акумулацијата. Глажња, Ратево е исполнета со вода во Берово. Ги спомнувам овие акумулации затоа што од истите се врши дотур на вода на комуналните предпријатија, што е основа за живот во тие општини. Значи општина Липково, Куманово без водата која се акумулира во акумулацијата Липково и Глажња е незамислив живот таму. Истото и со Струмица, односно презема вода од Турија. Ќе апелирам и до граѓаните и до земјоделците од тој регион да имаат разбирање затоа што со протокол за водоснабдување и законот за водостопанство јасно укажува дека приоритет во услови на низок водостој се дава на
комуналните предпријатија, односно обезбедување на вода за пиење за тие граѓани. Тоа не значи дека нема да дистрибуираме вода кон земјоделците, тоа подразбира планирано, планско насочување само во периодите кога е потребно да наводнат земјоделците. Затоа сите заеднички упатуваме да имаме апел што повеќе да доаѓаат кај во подрачните единици на АД водостопанство да ги пријавуваат нивните потреби и во кои периоди има потреби да се наводнува, која количина има потреба да се повлече вода од таа инфраструктура, за да после тоа наводнување ја стопираме водата и немаме непотребно истекување на водата од тие акумулации. Чекорите и действијата што се преземаат од раководството на АД водостопанство, од самите подрачни единици, се во цел на стабилизирање на состојбата на дистрибуција на вода и се ќе направиме за да изгубената доверба изминативе 6-7 години од страна на земјоделците кон водостопанство ја вратиме. На терен се дознаваат сите проблеми заеднички треба да се решаваат. Тоа е ставот на директорот на АД водостопанство. Иако организацијски се работи централизирано, мора повеќе да се вклучат и другите од сите подружници, вели тој, за да успее заедничката мисија, да има доволно вода за наводнување и правилно да се користи. Во овој убав амбиент имаме финализација на она што е неопходност и се повеќе потреба, но и поголем профит секако се добива, кога во свињарските фарми, која што ја гледаме токму зад мене, се добива свинското месо, но не се преработува на некој друг капацитет, туку во сопствениот, каде што има и мини кланица и полуфинализација на самото производство, односно конфекционирање на свинското месо кое што се добива како свежо. Свежото е најважно, се знае кои се предностите на свежото во однос на смрзнатото месо и уште еден аргумент дека ова свинско месо е домашно произведено, бидејќи се повеќе имаме увоз од разни земји, имаме појава и на разни болести, но за среќа африканската свинска чума одамна веќе не е присутна во Македонија, веруваме така и ќе продолжи. Овдека се внимава и на биосигурностните мерки, каде што се вложува за да се добие здравје на животните, а со тоа и да немаат економски загуби. Убав пример кој што верувам може да го следат и останатите и вакви примери се потребни за да имаме се повеќе производство на домашно месо. Знаеме дека во свињарството, кое што представува еден вид индустрија, се вложува и можеме да кажеме дека Македонија има некакво водечко место во свињарството во однос на другите гранки од производството на храна. Да го видиме овој пример. Свињарството во Македонија има свој развој и постојано се надоградува со нови технологии и со се она што представува современо производство. Свињарската фарма во Моин, Гевгелиско, од 1990 година го продолжува континуитетот во сточарството. Покрај живинарската фарма, во 2014 година е изградена свињарската фарма. Од 2014 година е направена свињарската фарма во склоп на ветеринар Гевгелија, а потоа во однос на потребите и барањата на пазарот изградена е и кланицата, која што е во ист круг заедно со свињарската фарма. Огледувањето на свињите се врши со употреба на современа механизација и автоматизиран процес на контрола, примена на современи хранилки, како и контрола на амбиенталните услови преку употреба на современи системи на вентилација и климатизација. Причините за високите репродуктивни резултати вклучуваат квалитетна и избалансирана храна,
од сопствено производство, добар амбиент за животните и стручен и грижлив персонал. Ние имаме затворен процес. Храната за свињите ја произведуваме сами. Ова е првата фарма на Балканот во која прасните свињи се движат слободно во испусти, а нивното хранење се врши и следи компјутерски. Имаме увозна данска генетика, која што основната генетика ја носиме од Данска. Прасиња создаваме сами со вкрстување на 2-3 раси и го добиваме финалниот производ. Некаде се движиме од 450 до 500 мајки, маторици. Ветеринарната заштита ни е на највисоко ниво. Со изградбата на кланицата и мини погонот за конфекционирање и преработка на месото се оди чекор нанапред. Овој објект ги исполнува сите услови, пропишани по ХАСАП и халал сертификати. Се одлучивме исто така да пакуваме месо во МАП, свинско месо, кое што ќе го пласираме директно по маркетите. Некогаш може да се случи и да откупиме, меѓутоа претежно е наше производство. Го конфекционираме поред категориите на месото. Маркетите им овозможуваме да имаат своја собствена месара, иако не имаат месара која што треба да ги исполнува сите стандарди, се знае како треба да изгледа една месара. Граѓаните можат да купат свежо месо, кое што мислам дека е едно од најсвежите меса на пазарот. Исклучиво се користи свежо месо, без никакви додатоци. Свежото во однос на смрзнатото месо, мислам дека не се споредува, дека свежото е секогаш поквалитетно и знаете што добивате во однос на смрзнатото, каде што не се знае што и од каде доаѓа. Објектот има над 20 разладни простории кои овозможуваат квалитетно разладување на месото, како и зачувување на ладниот ланец во текот на целото производство, до краен производ, што овозможува да се добијат квалитетни и здравствено безбедни производи за консумирање. Домашно значи е бренд кој што произведува без адитиви, без било какви додатоци и хемикали дополнително. Традиционалниот и домашниот начин е зачуван во производството. Правиме преработки на традиционален начин, меѓутоа тие се мали количини кои што се претежно еве за нашиот регион Гевгелија и околу Гевгелија. Значи сите наши производи се буквално од месо и со употреба на зачини и сол го добиваме финалниот производ кој што е се поредок и поредок на пазарот. Одгледувањето, благосостојбата на животните, ветеринарната заштита и превентива се одвива според законите и правилата, постојано следени од Агенцијата за храна и ветеринарство. Нашава фарма ги следи и ги почитува сите уредби препишани од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Наш предизвик е значи фармата да биде на највисоко можно здравствено ниво, каде што се вршат нормално сите редовни вакцинации, дехелментизации со цел за да се заштитат свињите, а понатаму да добиеме што е можно по квалитетно месо. Опасност од болести од секогаш постоело и ќе постојат со промена и на климатските услови се појавуваат проблеми што може да претходно сме ги немале, меѓутоа се трудиме што е можно да реагираме побрзо и да се заштитиме што е можно повеќе. Со оглед на тоа дека африканската свинска чума е реалност, дека ја има насекаде околу нас, големи се влоговите за биосигурносни мерки, нормално тоа си има свое чинење, пошто превенцијата е прва во сточарството. Значи тоа е образование на работниот кадар кој што влага, мора да им биде јасно дека секој еден посетител на фармата е уствари потенцијален преносител на болести, доколку не се обрне внимание и не се
тие биосигурносни мерки на највисоко ниво. Сега за сега се држиме на капацитетот кој што го имаме, меѓутоа во план е и некое проширување, меѓутоа се тоа од потребите на пазарот. Овој пример уште еднаш докажува дека може и во македонското сточарство да се применат европските стандарди и не поради приближување до тие пазари, туку за да се обезбеди квалитетна и безбедна храна за македонските потрошувачи. А забележуваме дека се повеќе ни е потребна домашно произведената храна, свежа, контролирана од нива до трпеза. Науката треба да биде присутна постојано во сите области на производството, а живинарите организирани преку асоцијата каде што членуваат не само од научните институции, туку и исто сите оние кои што се вклучени во производството и што значи услуга во производството на бройлери и во производството на јајца, се организираше петата конференција поред на која што се презентираа многу теми. Да знаете само дека она што значи иднина во живинарството треба да се размислува во пласманот на нашите производи и надвор од Македонија. Веќе имаме успешен пласман на јајцата на пазарите во Европската унија, во Турција. За жал, пласман на пилешко месо немаме ни доволно производство, но опасноста и од појавата на птичиот грип, а веќе и Нјукасл, имавме случај во март, апелира на тоа да се внимава во делот на биосигурносните мерки. Уште еден податок кој што го добивме од Агенцијата за храна и ветеринарство е дека има забрана за пилешко месо и се што представува производ од живинарството од Бразил. Да го видиме и овој прилог. На петата годишна конференција на македонскиот огранок на Светското здружение за наука во живинарството се донесоа неколку заклучоци. Нашите почетоци се во 2019 година и еве лека по лека стигнавме до јубилеот, пети пат, и морам да кажам дека секој нареден пат овој собир е се поуспешен и поуспешен. Кои сме ние? Ние сме Здружение на живинари од Македонија, кое што ги инволвира сите оние засегнати страни кои што имаат некаква си допирна точка со живинарството. Во прв ред академијата, науката, понатаму живинарските фарми, стопанството, индустријата, веледрогерии, исхрана и така натаму. Во овој момент нашето здружение собира во себе околу 50% од целокупните бройлери кои што се одгледуваат во Македонија и околу 70 до 80% од вкупниот број на јајца кои што се произведува во Македонија. Од тоа можам да кажам скоро сите живинарски фарми кои што извезуваат јајце во Европска унија се присутни, се членови на нашата асоцијација. Оваа година се решивме за еден собир кој што ќе им понуди на публиката атрактивни теми, актуелни теми, корисни, кои што ќе можат да ги имплементираат сите понатаму во своето работење од индустрија, академија, стопанство, така натаму. Така да се осврнавме на актуелни болести кои што за жал се случуваат и ќе се случуваат и секогаш, така да ние како асоцијација треба да им предочиме на живинарските фарми кои се модалитетите преку кои што можат да се заштитат од тие заразни болести и во исто времено како да го подобрат производството. Понатаму исто така се фокусиравме на исхрана на кокошките неселки во услови на топлотен стрес, а тоа се услови на високи температури. Живинарството е многу осетлива гранка, но уште поважно е како се добиваат производите. Постојат опасности, а неодамна беше донесена забрана за увоз на живинско месо и други производи од Бразил. Во делот на живинарските производи имаме еден интересен момент кој што не е само присутен кај нас во Македонија, туку е присутен во целиот свет. Се соочува светот со појавата на птичи грип и тоа појава во комерцијално јато во Бразил. Европа и Кина донесоа решенија со кои што се забранува увозот на пилешко месо од Бразил и ние донесовме решение со кое што забранува внес на пилешко месо во Република Македонија.
Агенцијата за храна и ветеринарство буквално ги следи сите новини во делот на појавата на одредени болести, затоа што ние сме вклучени во ВОАХ системот, односно АДИС и ВАХИС системот и бурно го следиме секое појавување на ново жариште или нова болест во било која држава во светот. Штом имаме сознание, ние веднаш подготвуваме документи, односно превземаме мерки со кои што се одлучуваме за забрана или пак ограничувања во рамките на увозот на месо или производи од месо. Во случајов немаме место или да кажам попрецизно објект од кој што имаме увезено пилешко месо или производи од месо каде што е детектирана појава на болест. Немаме увезено од Бразил, навремено се превземени мерките, од друга страна мора и ние сите да знаеме дека штом се појави одредена болест, веќе и самата земја си превзема мерки и не смее да издаде ниту еден документ, односно ветеринарно-здравствен сертификат за извоз. Се забранува и извозот од таа земја. Актуелната состојба со птичиот грип и Њукастилската болест представува сериозна закана за здравјето на животните, но и за економијата. Ова бара силна соработка меѓу фармерите, ветеринарните доктори и државните институции за превенција и брза реакција. Постојано следење, подобрување на биосигурноста и ограничување на контактите со диви животни се неопходни мерки за заштита. 25.3, значи во месец март се појави Њукасл во комерцијално јато, ги превземаме сите мерки, но штом се појави одредена болест, тогаш ние, значи како држава, забранивме извоз на пилешко месо. Благодарение, пак ќе кажам, на работата на Агенцијата за храна и ветеринарство како надлежен орган, ние успеавме 2017 година да обезбедиме услови, односно да гарантираме дека може Македонија да извезува јајца и пилешко месо и буквално Европската Унија ни дозволи. Меѓутоа имаме мал дел суспензија во делот на извозот на пилешко месо затоа што се појави болеста Њукасл. Меѓутоа можеме да извезуваме јајца, имаме хиперпродукција, но е таа мала количина на јајца во државата. Всушност живинарството ни е некако светла точка затоа што единствено можеме да ги задоволиме сопствените потреби со нашето производство на јајца. Оној дел кој што останува, моите информации по она што го следиме како во делот на издавање на сертификати, извезуваме јајца во Турција, извоз имаше во Грција, Кипар, Унгарија одат наши јајца, па дури и во Чешка и во Полска одат наши конзумни јајца. Во летните месеци може да се случи и Хрватска, така да и постојат фарми кои што скоро можеби и 100% од своето производство го извезуваат надвор. Тоа е добро од една страна, значи имаме прилив на девизи, и од друга страна овој извоз на конзумни јајца треба да се надомести со наше засилено домашно производство. Иновативни предприемнички пристапи, вклучувајќи ги новите технологии и решенија, се клучни за развојот на секторот. Потрошувачите денес бараат производи со висок квалитет и кои што се одгледувани, водејќи сметка за благосостојбата на птиците како важен аспект. Затоа преземањето на мерките за подобрување на условите, транспарентноста и екоодржливоста станува дел од стратешкиот развој. Воедно, иновативноста и технолошкиот напредок треба постојано да се интегрираат за подобра конкурентност, зголемување на пазарната вредност и создавање посилна доверба во очите на потрошувачите. Инволвиравме и предавање едно на тема предприемништво и иновации во живинарската индустрија, каде што публиката можеше да слушне кои се идните предизвици кои што го чекаат живинарството, како подобро да се справат во услови кога пазарите се повеќе флуктуираат и се повеќе е потешко да се прогнозира што ќе се случи во иднина. Така да мислам дека еден добар опфат на сите теми кои што се интересни за и поширокиот аудиториум. Предавам на Универзитетот Ковентри во Англија веќе 10 години. Предавам предприемништво и бизнис менеджмент. Нашите бизнисмени веќе знаат кои се трендовите и предизвиците
и нивните, меѓутоа и трендовите од Европска унија, Англија и од модерниот свет. Целта е да се донесе и да се подигне квалитетот на храната и производите кои нашите компании ги произведуваат. Мораме од тој маркетиншки аспект и од тој предприемачки дух да го развијаме, да се договараме, да дебатираме, а другиот дел е делот на политиките. На политиките на локалната власт, политиките на агенцијата за храна, политиките на државата кои треба да се усогласат. Тој делот од политиките тој е веќе усогласен. Сега работиме на охрабрување на компаниите да излезат од, така да го наречем така, старомодниот начин на размислување за што е тоа фарма. Еве ќе ви кажам пример. Во Англија многу од фармите се отворени за посета на потрошувачите. Потрошувачите одат на фармите, се шетаат со своите фамилии и тоа е многу важно да го донесеме и тука, затоа што отварањето на фармите го подигнува стандардот на фармата, го подигнува стандардот на конечниот производ и ги зближува крајниот потрошувач и производителите на јајца или на пилешко месо. 70% од, да кажеме, јајцата на пазарот се или од органско потекло или од кокошки кои слободно се движат и не се во кафес. Крајниот потрошувач во Англија се грижи многу повеќе за тоа од каде доаѓа храната, меѓутоа и нашите македонски граѓани исто така сакаат да знаат од кое пиле доаѓа, како е одржувано тоа пиле или тие живинарски фарми, од каде се јајцата, со што е хрането, дали шета надвор од кафес, дали е во кафес и така натаму. И нашите потрошувачи, купувачи сакаат да знаат што е тоа што им доаѓа на маса и го консумираат. Дали постојат фарми каде што месилките се одредуваат на начин како во Европска унија, односно слободно, нели подбор? Да, имаме фарми, се поголем е и бројот на физички лица кои што сакаат да почнат да го применуваат слободното држење на живината, иако тука малку е потешко во делот на имплементирање на биосигурносните мерки, но доколку се сака се може. Имаме успешни приказни, но за жал успешните приказни се кај помалите производители или да кажам примарните производители, на кои што им овозможивме со носењето на законите, на правилниците за примарно производство 2019 година да можат да продаваат од куќен праг, да можат да продаваат во рамките на регионот, да можат да продаваат со посебна додадена вредност ако се од географско ограничено подрачје. Слободното држење на живина му дава додадена вредност на јајцето. Но сепак ќе кажам, се зависи од нив колку го слушаат нашето мислење кое што е фактички ставено на лист хартија во подзаконскиот акт. Едни без други не можеме. Еден од заклучоците на Сдруженијето е тоа што ова Сдружение е покането да учествува во проектен конзорциум на тема развивање на целосниот потенцијал на социјалната вредност и природниот капитал за малите и средни предпријатија во агропрехранбениот сектор во рамките на програмата Хоризон Европа. Ние во моментот сме во рамки на проектни активности каде што припремаме еден голем проект со партнери од Велика Британија, од Холандија, од Хрватска и Македонија. Значи, нашата асоциација ќе биде рамноправен член во тој конзорциум, каде што за прв пат во Македонија ќе се дискутира на темата и ќе се осврне аспект на темата на тоа како малите предпријатија, особено во агрофуд секторот, да се соочат со предизвиците од климатски промени, влијание врз животна средина, социјалното влијание, така да една севкупна алатка која што ќе им овозможи на нив да бидат поконкурентни на пазарот. Работиме на апликација за еден од европските фондови, во кој ќе се обидеме
да однапред ги дознаеме препреките на нашите производители и тие што сакаат да извезуваат храна во Европска унија и им помогнеме да нивниот капацитет стигне до ниво на кое е потребно. Откако ќе ги најдеме тие партнери, заедно со партнерите и универзитетите како водечки дел од апликацијата, ќе побараме пари од европските фондови за да можеме да помогнеме. Овој проект не е во делот на како изгледаат фармите и како се произведе, меѓутоа ово е делот на фармите и нивната спремност да бидат на други пазари. Тоа е можно. Англија увезува јајца, моментално ги увезува голем број од јајцата од Холандија, од причини познати. Холандија е еден од најголемите, ако не најголемиот извозник. Меѓутоа, Холандија со многу мал простор успева да произведе големи количини на храна. И тоа е еден од нашите примери од кои треба да учиме. Петата годишна конференција донесе многу знаење, многу искуство, но и насоки за идните делувања. Ова е вистинската вредност на македонскиот аграр, да имаме обработени ниви, каде што точно се знае што е посејано. Ова зад мене е оризовата арпа, на која што верувам дека доволно и посветивме внимание во денешнава емисија, но и на сите оние други прилози што се драгоцени во нашето производство на храна, како што е во живинарството, во производството на свинско месо, во финализацијата и се што македонското поднебје го нуди и го возможува да го имаме на македонските трпеси. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.